22 кутии. 22 надпреварувачи, само едно прашање. Каде е милионот? Добро ти вечер, банкару. Ќе паметиме одличната продажба на кутијата на Катина, која што во незината кутија имаше само 5000 денари, а му зема на банкарот дури 140.000 денари. Заслужува аплауз и вечерва. И се разбира, го кажувам, само со плюс уште една намера, нели? Дека овој наш вечерашен надпреварувач или надпреварувачка да има барем слична игра како незината, се разбира и уште подобра. Драги наши гледачи, добра ви вечер. Знаете дека повторно ве очекуваат интересни изненадувања и возбудувања овде во СЕ или нешто. Останете каде што сте. Започнуваме со изборот на надпреварувачот и секако со играта која што е непредвидлива до самиот крај. СЕ или нешто започнува токму сега. Елизабета, кутија број 19. Секогаш насмејана и симпатична Бети или Елизабета Накевска од Куманово. Така. Омилените му кумановци на банкарот. Добра ти вечер, Бети, здраво, добре ни Добро дојде. вечер, благодарам, добре ве најдов. Добра ли си ти? Добра сум, да. Само добра или многу добра или си одлична? Одлична. Ова е супер. Какво е чувството сега? Те молам, намести се убаво, ете така да ти биде пријатно. Со оглед дека сите велеа од овдека е поинаку. Добро, не дека Може. не е поинаку. Не дека не е, ама не е нешто страшно. не е страшно, така. Убаво изгледаат това како ги гледаш од тука. Така, особено пак ти, кога знаеш дека сите очи вечера се вперени во тебе. Дали си свесна како тоа изгледа? Колку очи ќе бидат вперени вечерва? Не си свесна и подобро да не си. Не сум. Подобро да не си. Бети, зошто си во нашиот квиз? Па пред се сакам вака лично да ве запознам вас. Сега со вие ли ќе одиме, а ние две млади девојки? Па како сакате. Ајде, со ти. Може. Ајде. Сакав да те запознам тебе. Како ми е? Тоа ми е чест и И на мене? децата ме пријавија, секако јас се согласив, затоа што тоа беше голема желба на мојата мајка, сега веќе почината. За жал. Она 12 години ја гледаше емисијата без да пропушти ниту една. Драга Со моја. тоа што ја гледаше и навивачки, Така, се нервира, аплаудира, се радува. Така е. И многу имаше мерак да се пријавам. Така. Јас онака несвесна, ама ајде викам кај ќе одам, кога ќе одам. За жал, откако ќе ги изгубиме некои личности, подоцна сваќаме дека ти е криво што не си ја послушала порано. зошто не ја исполнив желбата и сега се нафатив да дојдам, знам дека она нема да ме гледа, ама јас така во душата ќе бидам малку помирна. Да исполни Ќе желбата. мислам дека она ќе осети од некаде. Па, знаеш дека со тоа никош не сме на чисто. Со таа верба во И подобро себе е и така така да да се верувам. стака ми е убаво да чувствуваш и да верувам мислиш и да чувствувам веруваш. дека она само физички не е тука. Апсолутно. Тоа го мислиме сите да знаеш дека е Тоа така. е мојата единствена и најголема цел и со самото присуство овде јас веќе Ја исполни желбата. исполнив тоа, ќе бидам јас помирна, а Така тоа е. што ќе освојам е се Ево зависно втор од план. тоа колку ќе ми биде среќата толку. Имаш ли начин како ќе играш? Не, сите ги прашав, сите нешто ми клима, мене не, мене да, ама сега верувајте се заборавив од како стапав. Така да повторете. Како, да, точно, фино ви кажува. Да. Бети, значи, да не биде после, абе, ме отвори, а ја надвор ти кажав, не ме отвари, па да. кажи И сега. кажа сите по нешто, Така. кој со среќа, кој ја вака, ја онака, ама јас сега заборај се. Ќе видиме. Ќе Еве, видиме. ги подсетивме сега. Да. Добро. Да. Значи, 19-кава дали ти значи нешто, имаш ли бројки за чување? Ми значи, да, 19-ката ми значи, ако не се паднеше кај мене ми беше Во план за во чување? план за чување. Мојата внука, Сабајле, кога ја појде во школа, ја прашав што да чува баба, што да игра, она рече 19-ката. Добро, готово, имаме. Така. Значи, барем една имаме, Да. за другите ќе видиме после. За таа, да. А за Ова другите ќе видиме како ќе тече играта, така. Така е, во оваа 19-ка, драга моја, добро знаеш дека се наоѓа една од сумите на екранот. Да, знам.
Или е сино, или е црвено. Или е ниско црвено, или е Измеѓу нема. не, дај Боже, високо црвено да не е сино во твојата кутија. Дај Боже. Во ред. Значи, никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, ниту јас, ниту ти, ниту банкарот, затоа што членови на дворешна комисија се задолжени за распределба на овие суми. Отвораш кутија, бети онака како што ти сакаш и мислиш ја продаваш тоа што ти сакаш. Подготвена? Подготвена. Потсетувам, Елизабета Накеска доаѓа од Куманово со кутија број 19. Прва рунда, 5 кутии. Аплаузот вели, Елизабета треба да отвори незината прва кутија во најпрвата рунда. Повели, како почнуваме? Ќе почнам од моите соседи горе што се. Кутија број 12, Даниел. Даниел, отвори ја кутијата. Среќа. Добро, може. Андреј. Андреј во минатата беше во право и за неговата и за кутијата на Анета. Вечерва, Андреј. Немам некоја причуство и кажа. Отвори ја кутијата, значи Се надевам дека имаш нема нешто да ја ниско. свиешиме работата. Ајде. Браво. Што немаш, значи имаш нешто ниско, така? Продолжуваме. Кутија број 15, Раде. Само малку, Раде, вечерва имаш ли пречувство? Ми кажа дека нема. Што ти рече, нема? Го прашав, секогаш имаше, сега нема. Раде, отвори ја кутијата. Добро е, само 1000 денари. Кутија број 9, Ангела. Ангела, отвори ја кутијата. Браво. За сега 3 црвени за среќа, сите 3 се ниски бити и една сина, ајде уште една сина. Перица. Број 5, Перица, за сега, до овој момент, имаше Погаѓаш. одлична, да. И се надевам дека и вечера, што велиш Перица? Ниско црвено. Дека е ниско црвено. Отвораме? Не, извини. Извини, не. Добро, добро. Не, За заборев чување? дека петката ми беше за чување. Добро, немој да брзаш. Се извинувам. Се извинуваш, тоа е твое право, дали ќе отвориш или не? Теа, 21. Теа, да завршиме со сина. Браво. Што е со петката? За чување? Заборев. Не, добро, што ти текна? У момент заборев дека ми беше за чување, да. Тоа е најважно, дека ти да, текна. Да, ми текна. Со кого си дојдена? Кои се овие 3 убави дами? А овие дами од лево навака ќе почнам, керка ми, идната сна или како да кажам, девојката на син ми и Па фино другарка кажа, идна сна. и другарка уште од средна. Така, ајде со имињата само. Јас сум Мартина, керка на Елизабета. Чекај, ти ли ја направи баба волку млада мајка ти Мартина? Она. Жена од 50 години нема баба. Како така, значи? До душа добро. Добро, баба си само за внучето. Да. Ете така, Две внуки имам. Леле, добро. За двете внуки си баба, Да. инаку не си. Да. Добро, таа е Мартина, која е во средина. Јас сум Ангела, Ангела. со Ѓ. Со Ѓ. Анđела. Анđела, Кумановка ли си Анđела? Да. Кој те крсти со Ѓ? Кумот од Србија. Он може сакал Анđела, они така ги викаат ангелите. Добро, ќе бидеш ли ти гласнашка на господјава до мене овде? Таков ли е видиме. планот? Ќе Како? видиме, зависи од синот. До каде сте? Колку време сте заедно? Јас сум од Куманово, скоро Не, 2 драга, години. колку време сте заедно? Скоро 2 години. Скоро 2 години. Добро, и? Јас сум Розета, другарка на Бети од Средно. Од средно, баш Да. убаво тоа се тие Да. вистински убави пријателства. Да, Розета, вистинско Ангела другарство. и Мартина. Браво. Бети, видовме со кого си дојдена, виде и банкарот со кого си дојдена, а сега, после одличната прва рунда, добиваме одлична прва понуда. И да не заборавиме, представник од твоето Милено Куманово, добра ти вечер, банкару. Три невесте, Кумановске. Да, Куманов. Тикве брале. Не сум ја чула давна таа песна. Тоа е Кумановска песна, Да, нели? да. Овој голем поздрав девојки до сите вас, особено И до ние го поздравуваме. Благодарам.
Вели банкарот не слушнал кумановски дијалекти, не е сигурен дека сте од Куманово. Така ми вика. Мудро го прекриваме дијалектот. Како? Мудро го прекриваме дијалектот. Мудро, а? Добро. Знаете дека овде нема потреба, всушност нема, нели? Мислам, како сакате. Национална телевизија сепак. Така, како сакате, легитимно е и да сакате и да зборувате, а и да не зборувате. Така, Не е национална проблем. телевизија е и генерално зборуваме, Македонски. говориме македонски, меѓутоа дијалектите се наше богатство, така да Да, никој нема да ни да, замери. да. 12.000 денари. 12.000 денари и тоа значи дека оваа прва рунда беше одлична, првата понуда одлична, првата понуда ќе биде, Не важи. значи, одбиена. Одбиено. Првата понуда е одбиена очекувано затоа што се од 20.000 35, 100, 250 милион ни се во игра и така треба и да остане. И после одигрување и отворање на новите 3 кутии во втората рунда. Потсетувам, Бети се презива Накиевска, игра со кутија број 19 и ја игра втората рунда. Повели, со 3 кутии. Број 14, Билјана. Само да видам, Билјана. Отвори ја кутијата. Така е. 30 денари. Ај број 8, Веселинка. Новата. Веселинка. Здраво, добро вечер. Што убаво весело име. Да. Па знаеш колку значи да се викаш Веселинка, па не можеш поинаку да бидеш освен да бидеш весела. Така ли е? Крстена сум по народен херој Веселинка Малинска, која што стои пред собрание. Браво, баш убаво. Секоја чест. Веселинка, представи ни се убаво. Јас сум Веселинка Живковска, 54 години, мајка на 2 керки, сопруг, едно маче Маза. Маза, најголем поздрав до Маза. Знаете дека од мене... Убава, Со што се занимаваш, Веселинка? Македонска пошта, со финанси. Таму работиш. Така. Уф, кој ќе слушам ова финанси. Па ова банкаров кој ќе го слушне ова финанси, абе, и таа малку коса на глава што ја има, и таа му паѓа. Отвори ја Веселинка кутијата. Добро е, браво, црвено е, ниско. Уште една. 18, Сања. Сања? Знаеш што треба да отвориш, така? Знае. Од срце, само си доде. Ајде да видиме од срце што ќе отвориш. Браво. Се дружевте ли со Сања? Да. Со кого си најблиска од овде? Па, некои веќе изамина што бевме блиски од ова гарнитура сега што сме со Милена, со Сања, со Ангела заедно дојдовме, Магдалена, со сите. Со Така е, знам. господја Олга. Тоа велам, знам дека си се дружите сите, меѓутоа секако нели си. секој некој се издвојува. Да, маси како ќе два тројца. седнеме, да. Со Сања и со Милена, секогаш на иста маса си пиевме кафе, се дружевме. Ја се дружите и понатаму? Нормално си сменивме контактите. Да. Така е. Тоа е она утешната награда што ја добиваме сите Секогаш, од така која е. ќе заминеме тука. Првенствено сите доаѓаме со некоја намера да освоиме некој денар. Тоа ти е, што знаеш се како? може повеќе. Тоа е кога ќе се пласират да речеме на еден спортски јазик, ова да го кажам, спортски жаргон, кога ќе се квалификуваат и ќе се пласираат во финале. Среброто им е загарантирано, така? Да. Значи знаат дека Так. минимум со сребро ќе си одат, Так. а ако се добри и победат, ќе си одат и со злато. Така што Нормално. во овој случај, ова ти што го кажа, можеме така да го Так, пишеме. так. Она што го добивате како убава награда и искуство и другарство за цел живот, Така. тоа секако го добивате, а Да. парите доаѓаат како плюс. Да, секако Одлично. првенствено за тоа се пријавуваме. Ние не знаеме кого ќе сретнеме Така тука. е, драга. Се тоа случајно. Случајно, да, и ништо си не- останува понатака, што е убаво. Така, баш убаво кажано. И еве го нашиот банкар. Само да знаеш дека не си најважниот и најбитниот во нашиот случај овде, во емисијата, да не мислиш дека леле сите доаѓаат тебе пари да ти земат. Само тоа да не го мислиш. Не ти давај си понуди, ама високи ако може.
Убаво покачување. 20.000 денари. Од 12 на 20.000 денари. Кој што и ги имаме на екранот. И 20, 35, 65, 100, 250 милион. Многу си ни денар, следната рунда денар. 20.000 денари, кажи дали важи. Не важи. Не важи, браво Бети. Трета рунда за нашата Бети. Се надевам на вистина дека ќе има 3 син или нешто ниско црвено. Повели Бети. Милена, 22. Милена. Другарка ти беше од овде, така? Да, другарка ми беше и датумот ми е, имам двајца блиски на тој ден родени. Родени? На тоа датот. Ајде. Среќа. Браво. Не знам, прошли пат сгрешив и затоа ќутам се мудро. Илија, што? Што сгреши? Ме гледа... Па Сватив, прошли пат сватив. бев уведен дека има милион. Така беше ниско, да, во право си. Рече ама дека испадно што интуицијата сема трето и затоа се 80% му ќутам. е Да, во точна. минатата емисија, да, заборавив. Така. Ајде, да не се предомислуваме. Илија број 3. Или отвори ја кутијата. Дај Боже ниско да е. Браво, ниско. Одлично, на пат сме да одиграме одлична рунда, а ќе биде феноменално за нас, но не и за банкарот, ако сега го стрифиме денарот. Една треба? Уште една. Петре, Наредна рунда. наредна. Магдалена. Мен исто. Чувај ме. Ајде, кутија број 7. Стефан. Стефан, завршуваме со тебе. Отвори ја кутијата. Нека биде денар, сино, било што. Добро. Еве ги овие 35 на снашкава. Отидова. Но добро, нормално дека може да бидат и добиени. Луѓе, одлична трета рунда. Дали ова значи дека она добра среќа ни остана од минатата емисија Да се и надеваме. сличен Да се продолжение? надевавме дека Катина од претходната емисија Ни остави од ни среќата и од остави добрата малку, енергија. да, од позитивната енергија. И она рече, барем колку мене. Така беше договорот. Нека биде спремен банкарот, нека не го затвора сефот. Не се секирајте. Седи сега таму, ти реков корне коси, вчера за ефтина кутија, 140.000, вечерва ќе видиме. Со што се занимаваш? Која е твојата професија? Јас сум вработена во театар Куманово како гардеробер. Работам една убава, интересна работа, забавна. Што е твојата работа? Мојата работа е грижење за гардеробата на актерите, како и помагање при оние брзи промени, пресоблекувања, така. Перење, одржување, пеглање, помагање за пресоблекувања. Така, колку сте вака кога сте на смена, да речам, или зависи кога имате представа, Јас подите таму повеќе? сум сама како гардеробер, Добро. до пред некоја година работев и реквизитери гардеробер сама, сега си имам друг што работи реквизита, јас само гардероба. И на моето работно место сум сама, но тоа не значи дека ако е нешто, ако дека треба некој нема да ти повеќе помага. актери во исто време, Се со разбираме. сценските работници, со реквизитерот, Колку со време си таму? 17 години. Навистина? Да. Браво. Призна дека ти е интересно. Може би Интересно, не е лесно, ама знам дека е интересно. Знае да биде и стресно, и Како не? напорно. Кажи ме, таму ги перете костимите? Да. Си имате перална Си и тоа имаме така перална, тие работи? да. Добро. Тие работи Имаш ли таму. некоја интересна ситуација? Ајде го чујам први банкарот. Да. Нешто при тоа брзо Ништо не е пресоплакање. стрплив е. Па нема, гледа како му изгледа екранот. Не му се прави муабет. Ајде, има и плави, нека не се секира Да, до не се толку. секирај, сега ќе имаме сина рунда. Не, нема сино кај неа, него рунда имаме сина. Немој ти да се надеваш толку. Не можам јас овој мој банкар. Вика, сега ќе ги добие оние кои што сака да ги одбие. Знаеш кои се тие? 35.000. 35.000. Банкарот вели, сега ќе ги добие оние кои што сака да ги одбие. И сега,
Он очекува дека ќе му правиме сега некоја финта и ќе речеме не за инајќи ги се. Он сака да исполни желбата на Анđела, ама ја спремив Анđела дека таква сума не прифаќам. Значи спремна е. Спремна е, да. Тоа е многу важно. Да, спремна. Добро. Сега за сега. Подоцна ќе видиме. Ќе видиме, така е. Навистина е штета Ангела да се пропушти 6, 500, 250 милион, прерано е да ја прифати понуда. Мартина, што велиш ти? Мара ти кажа дека по милион си дојдена. Не, 35 не. Уште дека игра. Како? Уште нека игра. Уште да оди. Јас морам да ја ќе прашам снашка ти, што ќе одговори тоа? Што ќе одговори тоа? Ајде, нека Анđела, 35.000 денари, кажи дали важи. Не важи. А чекам да каже важи. Па да ги испитаме овие односи на свекрва и сна за воидрина, ама што да прави Ангела и покрај тоа што рекла да ги прифати, мораше она сама да ги одбие. Само секунда, те молам докажи она што те прашам. За некоја интересна ситуација. Да, за работата. Па имамло многу, верувајте, за 17 години ние во Куманово работиме, имаме македонски театар и албански театар. Тоа заедно на исто место работиме. Актерите се во групи. Така, они само актерите се менуваат. Да, а ние техниката, сценската техника сме исти. Така да имало многу представи. Ама една представа никогаш нема да ја заборавам, се викаше Силвија. Тоа беше можда негдека на година и пол од како се вработив. Представата беше камерна, значи тука се игра, тука седи и публиката. Така, се заедно. Се заедно, спуштени тие суфитите, завесите. Како се вика завесите? Суфити. Суфити се оние завеси. Црните завеси спуштени. Суфити. Морам да признам дека прв пат слушам. Да. И актерката Кети Дончевска Илиќ, моја драга пријателка, ја поздравувам во оваа прилика и неја и нејзиниот сопруг Горан. За представата која што траеше некаде час и 15 минути, имаше 7 пресоблекувања. Пресоблекувања, кога тоа значи од чевли до мендјуши, до прстени, до накид, се менуваше. Значи, промените ги правевме некаде за 20-на, највеќе 30 секунди. Па вие побрзи сте од овие болидиве што менуваат гуми. Да, таа представа ми беше многу онака стресна, мораше да биде многу брзо. Зад суфитите полутемница. Некои работи не гледаш. Да, не гледаш и ја вака прстените тука, мендјушите на еден прст, овдека намачкано, се тоа можеше да биде пребрзо. Така. Се играше доста представата, беше убава и во ниедна представа не утнав, а се плашев секогаш кога ќе ја видев на распоред. Викаш, леле, што ми треба ова? Добро, имаме ние уште да зборуваме за театарот и за театарските представи, тоа е секогаш многу интересно. И како што реков, имаш тешка задача, работа, меѓутоа навистина полна со предизвици интересна. Нешто слично на играта овде вечерва. Така? Па, обично таму јас сум зад кулисите или суфитите, овде си главна. Не, тоа е различно. Дајте ги суфитите, да ги ставиме да се чувствува кога е во театар. Отвораме 3 кутии, драга моја, 6, 500, 250 милион, нека останат во игра. Повели. Кутија број 13, Анета. Анета отворија. Браво. Кутија број 17, Олга. Олга. Отворија. Што сакате да кажете? Чекај. Изгледа дека е висока. Сакате нешто да кажете? Чекај да Тоа пречувство дека кутијата број 17 Тоа е роденденот на ќерка ми на 17, така да отвори, а што и да е, веќе кругот се стеснува. Кажати. Јас сме живи и здрави. А ја па не го гледам дека е милионот и гледам вика она вика кажати викам па. А зошто се запна на кутија? Па, ја мислам дека се премисли. Сакав да не се предомислувам за тоа.
Да. Фиданчо ми даде знак не него, така, добро, да сме Фиданчо, живи како здрави. знак и даде на женава ти? Да не го отварам, да. Чекавме да е тука и испадна тука. Не, остави Фиданчо, ти кажам. Не ми е криво што они ти рекоа да не отвориш. Јас имав некое пречувство дека во таа кутија е милион. А ја кога тргнав да ја отворам, викам као да слушнав дека некој рече, нели се сврте вака? Јас реков. Од претходните Не, се игри... сврте, па пречекавме, се направивме како што треба. Сакав да ја кажам да некоја друга да отвори. 17-ката да ја сочува. Кога се стеснува кругот, сите викат да. не мене, Да, не да. мене и мораш некој. Да, На мораш вистина некој. штета. Еве, Да не сме знаеш живи и зашто здрави, штета, ајде. штета што ти беше речено. Тоа е роден Добро, денот на имаме- ќерка ми. 17. На Мартина? Да. Мартина, Да, а твојот став кој беше, Мартина? Па да не. да не. И па зашто не кажа? Па почнав Цело смо. време почнасме. А ти кај брзаше ти? Што е? А ја не, Да, пази, брза, дали ме брза. виде? Ја не си ни Да. свртев, мислам дека не ни отвара. Ајде да сме живи и здрави, така требало. Да бе, биде. живи и здрави без милион. Ајде. Па сега ќе си спечалиме. Сега, сите не. Ај сега кај се плавите? Ја ти кажав, не сум опасен. Не ги буните, ве молам, ги буните, Или на веќе вистина. не си опасен? На вистина. Ајде Евгенија, кутија број 1. Евгенија. Отвори. Ајде де. Цело време ги викаме. Милион па денар. Милион па денар. Битно најмалата и најголемата се отворени. Уште колку треба? Толку Уште сега? една. Да? А ги отворивме. Ја заборавив првата. Ова е затоа што се задржавме на овој милион, што страшно се изнервирав. Да. Се изнервирав затоа што ти рекоа. И затоа што причекавме и се. Не ако, а да роден ден на девојчето. Ништо, ајде, а шубава песна си напишала, решил квиз да иду Лилу уживо да го виду. Ај на банкарот често мислу кој ли човек ќе беше он, што никој не му ga зема милион. Преубава песна и баш ја прочитавме од како го отвори милионот и навистина штета. Баш ми е жал, баш се загледа во тоа да видам што како се вика што си напишала и навистина штета. Барем имаме 6, имаме 100.000, имаме 250.000, но ете го немаме милионот. А јас само сакав да те прашам, бидејќи некако на брзина ја раскажавме онаа приказна која што ја кажа, знам дека е многу интересна, кога кажа обетки ставаш на прсти, на прсти имаш ли? Мора да биде тоа се многу брзо и не смее да биде многу... А зошто, што беше незината поента па јас, улога, зошто на толку се пресуди? Менуваше многу Те улоги. разбирам, ама што и беше улогата, тоа велам. Која и беше улогата, што таа толку се... Она играше една така дама, која што во едно време е на аеродром, па во стан дома, па се спрема за да излегување на кафе, па кога е дома во бадемантил, со вакво, со тоа маска на лице. А добро, маска која ќе стави на лице, што правевте? Од кога ќе ја ставеше маската на лицето? Па, во една рака со влажни марамици, ја чекам. Жувај, ја чека со вака подготвена. И ти ја бришеш овака. Не, она сама ги зема, Те сваќам. додека она се брише, ја слекувам надолу. Она се брише, ти ја се облакаш? Да. Не, па тоа е интересното што те прашувам. А после мора. тоа немаш минка? Има. Па како има? Има, па брзински тоа нешто, вака, И се шминкате. огледало и држам, вака, со телефон светам. Извини, да видам да не пропуштам нешто, некој пуше раден има жена во две раце. Не разбирам, јас се облакам, вика, и држам огледало, обетки закачувам и така натаму. Па се тоа е едно по друго, оди, А ама имаше се ли мора да биде... некоја така грешка, нешто да Немавме, беше многу успешна представата. Ниеден, да. не, Ни една утка не направив јас, да. Се стигавме на време, се беше точно, ама мене ми беше стресно. Ја која ќе ја видев на распоред дека таа ја ставила, викам, леле, една вечер пред тоа не спијам. Дур не заврши. Од возбуда и од страв да не нешто се... Да, ама таки со ваква, со
фустани со оние скриени патенти, Патент. се онака кнап да и биде. Така. Да е нешто широко, така, наметни, да. само Да. друго е, вака со Да. тие патентите, викам, леле, сега ако откаже патентот, Не се случи такво нешто? не. Знам дека отворивме милион, се ми е јасно. Криво ми е што и рекоа да не го отвори, не ги послуша. Која е понудата? Силно викај, тако не треба. Се враќаме на 20.000 динари. Не важи. Па секако дека понудата не важи. 20 си ги имаме. Сега се намалуваат и бројките. Ајде, сакате ли некоја кутија да кажете? Друштво многу важна предпоследна рунда, имаме 3 сини, 2 ниски црвени. Мислење за некоја? Немате, толку ви беше. Знаевме дека милионот е и готово. Добро. И па сега не знае, се ми останаа роден дените, ама се покажа дека на керка ми е високо. Горека Јасмина, 16-ката е роден денот на син ми. 6-ка е на помалата внука. Дедот кога го отвори милионот, сега реши да ги чува. Не, ги чував. Ги чував до пред малку. Четворка имаш? Четворка. Четворката. Двојка немам роден. Десетка горе. Да чујам. Мартина, што да отвори? 10 2 горе. и 10. 2, 10, 4. Ајде, Петре. Кутија број 10. Он ми рече некаде до трета рунда да го чувам. Да отвориме? Зашто не гледаш, Мартина? Па да не погрешам. Ама што има врска ако... Ајде, отвори. Ајде. Ако чуш. Петре, отвори ја кутијата. Ај, нека се педенат. Имавте нешто за десеткава важно или не? Не, баш за 10 нема. Неверојатно, Мартина, за тоа ја прашав неколку пати. Треба да дојдам јас во емисија. Само ми се паѓаат високи. Високи, да. Во твојата кутија беше високо и овде и дури не сакаше да гледаш, ти веруваше дека е високо, за жал беше во право. Луѓе, имаме 100.065, нека останат во игра. Уште една треба? Па ја више не знам колку отворивме. Уште една. Уште една треба. Две отворивме. Две. Или едно? Една отворивме, уште две. Една, уште две. Да. Ај петката, Перица. Реков ке ја чувам, ама доста ја чував. Со среќа. Кажа дека петките ги чувам. А кажат? Нема врска. Така требало да биде. Зашто не ја чуваш? Не знам, на 5 е роден ден на мајка ми. Јас сум 23, викам 3 и 2, 5. Не, си беше Затоа- окей, освен што ја отвори. Затоа ја чував од на првата. Уште една мора да е сина, 65.000 субава сума, само треба да ги Да. освоиме. Да. Ненад? До сега беа Прашање ситни. до Ненад, кутија број 6. До сега ситни биле сите. Се надам ако е црвена ситна барем 3.000 да. Ако ја отвориш. Злате? Може. Да те слободим малку. Мислам дека е сина. Мислиш дека е сино? Ајде, Злате, кутија број 4. Само малку. 20.000 и 65.000, убави се и двете. Мислам, мора да бидат убави, бидејќи поубави немаме. Тие се. Тие се да сме. Освен, нели, што имаме 23, па некој одвојување ќе биде поубаво. Една по друга мислам дека ги отворивме. Да, Отприлика, па милион, така оди, 250.000, така, да. 100.000, за жал, тоа е меѓутоа. 65.000 е многу убава сума. Нека остане во игра, да не е кај Злате, која ќе да знаеме што има таму. После реклама. Одиме со реклама. И малку среќата ни го сврте грбот.
Ги чувавме милиони, 100.000, 250.000, сите три ги отворивме. За среќа 65.000 ги имаме, може би се во незината кутија, но ако не се, барем да не се кај кого кај Злате. Во кутија број 4. Злата, отвори кутијата. Со среќа. Добро е, не се. Фала Богу, па не се. Кажи нешто, ајде сега искрено. Признај се. Што да кажам? Дека ти е криво, признај. Па, Кажи, сега- за која кутија ти е најмногу криво? За петката. За петката, петката, да. Ајде, за да. оваа другата беше запната, Не, да. за другите да. не, ама за петката, зашто... Планираше да ја чуваш? Да. Да. Мајка ми реков дека за неа Заради неа, играм. така е. За неа играм. Да. И роденденот ти е на 5. И за тоа ја ми дотекна во првиот круг и ја оставив, така, ама така требало да биде, да сме требало живи и да здрави. биде. Друштво, коментарчик. Јас си реков за петката да ја чува, но не ме послуша. И рече, да. Добро. Роза, И јас само за 17 Да. имав беше пречество. оправ. Беше оправ. Мартина, како ја избра десетката да ја отворите? Не знам, немаме роден ден тогаш. Не ви беше важно, Да, не не ви беше беше онака, на... викам 16-ка, 6-ка се на внука, на син. По старата внука е 29 тоа нема, не? И викам, ајде. Некогаш знае и родендените да бидат среќни, да отворат ниски. До ден денес веќе не сме сигурни, Не, не знаеме не. што да правиме со тие среќни родендени. Важно, не ме се упуштај многу, затоа што 65.000 не се игра. Така е, мојата омилена сума. Ако биде удвоена. Вели тоа ако биде удвоена, а сега понудата е она која што добивме како прва. 12.000 денари. Ако ја одбиеш, мораш да играш до крај. Што мисли за твојата кутија? Има ли барем една од овие две? Па не знам, ама со оглед дека по Имаме- старата внука Луна ми ја кажа да ја чувам. Што и да има, Ја нека има. продадеш сега или не? Не, не. 12 денари не важат, банкару. А тоа значи дека мораме многу да сме внимателни во случај 65.000 да не се во незината 19. Ако не се, ги има Магдалена во 11-ката, Фиданчо во двојката, Ненат во 6-ката или Јасмина во 16-ката. Дали имаме идеја што би отвориле или идеја што би чувале? Те се не кругот више и за отварање и за чување, тоа е 11-ката. Магдалена. Што мислите за 11-ка? Ајде, јасно ако гласно, мислите, кажувајте, кажете да или мене. не? Не. Јас мислам 6-ката. Да ја отворам. Да. Вие други, што мислите, 11 или Ја 6? не зборуваш. Роза? Мислам 11-ката не. 11 не. Ангела е за 6-ката. Ајде, нека биде 6-ката. Ненат, за добри идни односи меѓу свекрва и сна. Така е. Отвори ја. Браво! Браво! Роза рече 11 не. Двојка? Не знам ја. Ајде двојката, Фиданчо. Може ли? Па не може. Тие со, Кој па би тие ти? со 2.16. Па нема. нема кои други. Нема, да. Ајде, Двојката, Фиданчо, ајде, отвори. Со 20. 3000. Уште една. Уште една ли треба? Нека Уште бидат една. 500 денари, па овие две остави ги во игра, па да добиеме нешто помеѓу. Што ти значат 11-ката и 16-ката? Како остана? 16-ката според родендените, сега на ќерка ми се покажа дека е високо, највисоко тоа милионот, а 16-ката е роденденот на син ми. Јас сум на 23-ти, 11-ти, 11-ката месецот, пошто 23-ката ја нема, Добро. Што викаш ти? и онака, така остана. И сега? А И ја сега? имам добро пречество, се знаеш. 19-ката рече внука ми да ја чувам и роден ден е на сопругот. Добро, 19-ката секако не можеме ништо да направиме со неја, си ја чуваме. Да. 11-ка или 16-ка дефинитивно. 100% или 65 или 20, 11. Не знам. Не знаете. Добро. 5 и 5.
Ајде 11. Тоа е мој месец, роденденот на син ми нека стои. Магдалена отвори ја кутија. Кажа. Ти Роза џабе ја донесе. Џабе ја донесе жената се што ти кажа беше во право и ништо не ја послуша. Кажате остави го Ајде 11. те честам кафе. Кажате 11 го остави. Да. Требаше 16. Значи Розе си ја донела што се вика. Имаше Првите предпоставка другарки. 11 никако да не го отвараш до крај. Зошто не ја послуша ништо другарка ти реално И се? па не знам, не ја слушам. Не, Така си почнав бидејќи од сум почеток другарка. и не ја слушам. Не ја слушаше и многу сгреши. Преска те премисли да ја Со оглед отпаш. Постара на сум, ќерка треба да ми, ме слуша. мислам Треба дека да и те кај слуша. син ми има нешто високо за тоа. Дека се покажа кај датумот на ќерка ми, мислев дека и кај син ми. Тој е 16 и за Ги сгреши датумите. Обратно требаше да биде, да си ја чуваш керката и син ти да го отвориш. Ама нема, мајкин син. Мајкин син. Не, Знам јас. со ред, мислев, она е постара, тоа е помал. Се шегувам, се шегувам. 65.000 отидоа. Сега. Си одиме дома со 500 денари, не дај Боже. 20.000 дај Боже или 10.000. Од оваа дистанца 35.000 требаше да си ги земеме, како што рече Ангела. Ангела. Знаеш кога пак испадне право. Најголема фонд. Значи, Како? Знаеш кога пак ќе испадне право. Да. Да. па тоа велам, двојчето уште во право беше, луѓе вака, 19-ката има. 20.000 или 500 денари. Ако ги одбиете, 10.000 денари. Ти играш до крај или ти ги одбиеш? Ти ги прифатиш, пардон. Роза, има ли барем 20.000 во незината кутија? Ајде, но сега не изгреши. Мислам дека има. Во 16-ката има 500 денари. Мада е и 16-ка мој роден ден. И на сини, али мислам дека е син. Дали да ја одбие понудава и да игра до крај? А тоа она нека се одлучи. Бети, ти Нека ризикуваш се ли? одлучи. Не знам. Игри. Мислам дека ризикувам, нема да да. сгреши. Тоа значи дека понудата Не важи. не важи понудата, играме храбро до крај. Да. Легитимно, кога веќе толку играче Да, храбро, игра до нормално, крај. да, И се да. надам дека оваа храброст ќе не Што е тука е? чини сега? барем Колку ми 20.000. било... Отвори ја. Си одиме со 20.000, добро е. Кажали. Јасмина отворија 16-ката. Добро, не сме готови. Значи, овие 20.000 може да бидат 40, може да бидат 10, што ги Да, одбивме. Исто може би плюс бонус, ама може да си одиш и буквално без ништо. Да. Затвори ја кутијата за да не ти пречи. Дали ќе ја ги ризикуваме да си одиме? Не? Не. Ајде Понудата? не ме караат сите дека не слушам, барем на крај да ги послушам. Нема да играш? Не. Понудата е одбиена, значи нема да се игра и сега како што обично бива ќе прашам, а која би отворила ќе погоди двојно. Сакате да се кладиме? Да. Што би отворила? Би отворила под Д. Зошто? Не Што знам. онака ви прашувам? Онака ми доаѓа. Ај Мартина отвори, дојди вамо, ајде се. Истрчај. Отвори ја Д, само 23 Д. Ајде, и беше поддршка цело време. И ги погодив Ги највисоките. погоди највисоките. Д отвори ја. Ама дали ви реков? Ти благодарам, врати се на место. Значи, немав поим што ќе отвори овој девојчево, мислам, од кај да знам кој е каде. Меѓутоа, точно знаев дека во ваква ситуација, секогаш, кој ќе се откажат, грешат. 20.000 денари, тоа е сумата со која што ќе си оди нашата натпреварувачка. И за крај, те молам да се одјавиме, Вети. И за крај, поздрав до сите. Имајте многу повеќе среќа од мојата. Правило знаеме сите дека нема. И тоа е што да ви Кого ќе кажам. поздравиш? Ќе поздравам целата моја фамилија, фамилијата од страна на сопругот, колегите од работа, сценската техника посебно, со директорот. И сватовите секако, сватот и сваќата, сите што ме знаат и познаат. Така.
ни беше драго бети што и ти сите имавме. гледачи на оваа Секако, емисија. тие се подразбираат, тие на крај обавезно ги поздравуваме, Да, затоа да, што, нели, да. благодарение на тие наши редовни гледачи, ние постоиме овој пат, мислам, со оваа година, 14 години. Бети, многу ми е драго што беше тука. И мене ми беше драго. Жалам што не зема повеќе пари, добро ти одеше. Не е проблем, мене вака ќе ми биде мирно на душата. Така е, Зашто исполни. не успеав порано, барем сега. Така е. Јас ќе осеќам дека Си направила си едно добро дело. Да, Си исполнила нечија желба, односно желба на мама. Неизината, таа Така е. гледаше навивачки. Така. Чука раце, се нервира, Така. баш онака. Жалам. Што друго да кажам? Јас не И жалам. Тоа била Јас не жалам. Ми беше драго. Забавно. Како што кажав, не знаев дека ќе биде така, ама откако дојдов тука и се запознав со неколку, со многу луѓе, со некога ќе останеме и во контакт, така да сме живи и здрави, парите се печалат. Овдека една е шансата. Колку било речено, толку ќе се земете. Џабе ние шеми, дилеми, овака, онака, не важи ништо. 20.000 денари. Ја испраќаме бите субав аплауз, незината поддршка. И секако сите оние кои што и оваа вечер не гледа и навиваа за многу повеќе пари, бевме на добар пат, но добро знаете дека се е непредвидливо во сели нешто. Се гледаме во следното издание. Чао, чао.